Добър ден и добре дойдовте на денешния час. Јас сум Ленчи Димшовска, наставник по француски јазик во Основното училиште Славој Коарсов, село Подмочани и Ресен. Дали сте спремни? Бидејќи започнуваме веднаш. Денес ќе научиме за формата или ја, има, односно и њапа, нема. Исто, цели на денешниот час ќе ни бидат препознавање и пременување на лексика за опишување на просториите во домот и формата или ја и њапа. Најпрво да се потсетиме за просториите во домот. La maison, куќа. Les pièces de la maison, простории во домот. La cuisine, кујна. La salle à manger ни е трпезарија. La chambre, соба или спална соба. Le salon, дневна соба. Le couloir, ходник. La salle de bain, бања или купатило. Le garage, гаража. Les toilettes, тоалети. Le jardin, градина. Да ги повториме. La cuisine, la salle à manger, la chambre, le salon, le couloir, la salle de bain, le garage, les toilettes, le jardin. Следно да се потсетиме за предметите, односно мебелот кој што го имаме во тие простории. La lampe, ламба. La table, маса. Le tapis, килимче. Le fauteuil, фотеља. L'armoire, плакар. La commode, комода. La télé, телевизор. La porte, врата. Le fenêtre, прозорец. Le lit, кревет. La lampe, la table, le tapis, le fauteuil, l'armoire, la commode, la télé, la porte, la fenêtre, le lit. Имаме уште неколку. La chaise, стол. Le bureau, le frigo, frigidaire. L'ordinateur, computer. Le lavabo или мијалник. La douche, туш. Le miroir, огледало. La библиотека. Les sofas, кауч. La table basse ни е мало масиче. Да ги повториме. La chaise, le bureau, le frigo, l'ordinateur, le lavabo, la douche, le miroir, la библиотека, les sofas, la table basse. Продолжуваме понатаму. Стигнавме до формата или ја, односно има. Потврдна форма или ја има искажува присуство на нешто. Да видиме тука. Имаме еден пример. Dans le jardin, il y a des fleurs. Во градината имаме цвеќиња, како што можеме да забележиме на сликичката. Или ја, формата, односно има, може да се користи и за еднина, и за множина. Да видиме по еден пример. Il y a un lit dans la chambre. Има кревет во собата.
Значи тука се однесува на креветот. На оваа сликичка имаме еден кревет, што значи дека ни е во еднина. Да видиме како се употребува во множина. Il y a quelques chaises ici. Il y a quelques chaises ici. Има неколку столчиња тука. Се однесува на другата сликичка, каде што имаме столчиња и се однесува за во множина. Значи формата или ја се однесува и за еднина, и за во множина. Формата или ја вообичаено може да биде проследена со неопределен член или со количина, односно бројка. Пример, il y a des livres sur le bureau. Il y a des livres sur le bureau. Имаме книги на бирото. Пред именката ливра, односно книги, го имаме неопределениот член де. Следниот пример. Chez Marie, il y a deux machines à laver. Chez Marie, il y a deux machines à laver. Кај Марија има две машини за перење на алишта. Значи, тука пред именката машина лаве имаме дадена бројка, односно количина, тоа е зборот д. Што значи дека формата или ја може да биде проследена со неопределен член или со некоја бројка, односно количина. Il n'y a pas de. Негативна, односно одречна форма од или ја има е il n'y a pas, што значи нема. И тогаш неопределениот член или количината, бројката преминува во д. Пример, dans le jardin, il n'y a pas de fleurs. Dans le jardin, il n'y a pas de fleurs. Во градината немаме цвеќиња. Забележуваме дека тука неопределениот член ни е д. Chez Jérôme, il n'y a pas de machine à laver. Chez Jérôme, il n'y a pas de machine à laver. Кај Жером немаме машина за перење. Што значи дека пред машина лаве, повторно го имаме неопределениот член д. Во третиот пример, неопределениот член ни е напишан со апостроф, бидејќи именката започнува на самогласка. Il n'y a pas d'oreille ici. Il n'y a pas d'oreille ici. Немаме перница тука. Секогаш кога именката започнува на самогласка, неопределениот член можеме да го скратиме и да напишеме д со апостроф. Тука имаме една слика, која што ќе ви ја зададам како домашна задача. Ке треба да напишете 5 реченици што гледаме на оваа фотографија и 5 реченици да измислиме што ние не гледаме на оваа фотографија. Јас ќе ви помогнам малку. Пример можеме да речеме Il y a un arbre. Il y a un arbre. Имаме дрво. Il y a une maison. Il y a une maison. Имаме куќа. Il y a un garage. Il y a un garage. Имаме гаража. Меѓутоа во гаражата што гледаме? Il y a deux voitures. Il y a deux voitures. Имаме две коли, односно два автомобили. Исто на оваа фотографија можеме да забележиме и фамилија. Il y a une famille. Кои не беа членовите на фамилијата? Le mère, le père, le fils, la fille. Вие можете да измислите и нешто што не гледаме. Пример можеме да речеме Il n'y a pas d'ordinateur. Немаме компјутер. Il n'y a pas de table. Немаме маса и така натаму. Продолжуваме со вежби. На оваа слика треба да кажеме што ние гледаме всушност. Што ние гледаме во кујната. Не што би требало да има во кујната, туку што ние гледаме на оваа фотографија. Пример, dans la cuisine des lampes. Во кујната гледаме ламба. Гледаме тука на сликичката. Точно така, не гледаме, значи реченицата ќе ни биде dans la cuisine il n'y a pas de lampe. Во кујната немаме ламба. Фрижо. Дали гледаме фрижо, односно фрижидер? Точно така, не гледаме ни фрижидер. Значи реченицата ќе биде dans la cuisine il n'y a pas de frigo. Во кујната немаме фрижидер. Фенетра? Est-ce qu'il y a une fenêtre? Дали имаме прозорец? Точно така, имаме прозорец. Значи реченицата ќе ни биде dans la cuisine il y a une fenêtre. Des fauteuils?
Де фотей? Дали имаме ние фотеја? Тука на фотографијата. Така, немаме фотеја, значи одговорот ќе не биде. Dans la cuisine, il n'y a pas de fauteuil. Значи, доколку ја прочитаме целата вежба, таа би гласела вака. Dans la cuisine, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de frigo, il y a une fenêtre, il n'y a pas de fauteuil. Продолжуваме понатаму. Тука имаме трпезарија. Треба да кажеме што ние гледаме, а што не гледаме на сликичката од трпезаријата. Dans la salle à manger, de poster. Гледаме ли постери тука ние? Точно така, не гледаме постери, значи реченицата ќе ни биде Dans la salle à manger, il n'y a pas de poster, немаме постери. 4 chaises, 4 столчиња, гледаме ли 4 столчиња? Точно така, гледаме 4 столчиња, значи реченицата ќе ни биде Dans la salle à manger, il y a 4 chaises. De tapis, килимче, имаме ли килимче тука? Точно така, немаме килимче, значи реченицата ќе ни биде Dans la salle à manger, il n'y a pas de tapis. Un табла, маса, имаме ли маса? Нормално имаме маса, значи ќе биде Dans la salle à manger, il y a une table. Доколку би ја прочитале целата вежба, таа би гласела вака. Dans la salle à manger, il n'y a pas de poster, il y a 4 chaises, il n'y a pas de tapis, il y a une table. Продолжуваме понатаму. Што ние имаме тука dans le bureau, односно во работната соба? Дали имаме ординатер, компјутер? Точно така, браво, ние имаме компјутер. Значи, реченицата би гласела вака. Dans le bureau, il y a un ordinateur. Dans le bureau, il y a un ordinateur. Во работната соба имаме компјутер. Un библиотек? Забележуваме ли тука библиотек? Библиотека, книги, нешта. Точно така, браво! Значи имаме, забележуваме. Dans le bureau, il y a une bibliothèque. De porte, имаме ли врата? Гледаме ли врата? Точно така, не гледаме врата, значи реченицата ќе не биде. Dans le bureau, il n'y a pas de porte. Во работната просторија ние немаме врата. А дали имаме фенетра? Прозорче, гледаме ли прозорче? Браво, браво, гледаме прозорче, значи реченицата ќе не биде. Dans le bureau, il y a une fenêtre. Доколку би ја прочитале целата вежба, таа би гласела вака. Dans le bureau, il y a un ordinateur, il y a une bibliothèque, il n'y a pas de porte, il y a une fenêtre. Продолжуваме понатаму. Qu'est-ce qu'il y a? Што имаме тука dans le salon во дневната соба? Што ние гледаме? Де софа? Каучи? Гледаме ли каучи? Точно така, значи ќе одговориме dans le salon il y a des sofas. Во дневната имаме каучи. Un теле? Браво, браво, го имаме и телевизорот, значи ќе одговориме dans le salon il y a un télé. Un tapis, килимче, имаме ли килимче? Браво, имаме и килимче, значи ќе одговориме dans le salon il y a un tapis. Un table basse? Мало масиче имаме ли? Браво, одлично, имаме и мало масиче, значи ќе речеме Dans le salon, il y a une table. Доколку би ја прочитале целата вежба, таа би гласела вака. Dans le salon, il y a des sofas, il y a une télé, il y a un tapis, il y a une table basse. Да видиме qu'est-ce qu'il y a dans les salles de bain. Што ние имаме во бањата? Un lavabo, лавабо, мјалниче, гледаме ли? Браво, гледаме, значи ќе одговориме. Dans les salles de bain, il y a un lavabo. Un душ, гледаме ли? Браво, одлично, супер, гледаме и душ, значи ќе одговориме. Dans les salles de bain, il y a un douche. Des miroirs, огледало, имаме ли огледало? Немаме огледало, значи ќе одговориме. Dans les salles de bain, il n'y a pas de miroir. De табла, масичка, имаме ли масичка тука? Нормално, не гледаме масичка, а и немало потреба да имаме тука масичка. Значи ќе биде dans les salles de bain, il n'y a pas de table. Супер. Доколку би ја прочитале вежбата целосно, таа би гласела вака. Dans la salle de bain, il y a un lavabo, il y a une douche, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de table. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Што имаме во спалната соба? De fenêtre, имаме ли прозорчиња? Одлично, супер, да, имаме 3 прозорчиња, значи ќе одговориме. Dans la chambre, il y a des fenêtres. Un armoire, плакар, имаме ли плакар? Точно, браво, гледаме на сликичката, значи ќе биде Dans la chambre, il y a une armoire.
De tapis, килимче? Браво, отлично, немаме килимче. Dans la chambre, il n'y a pas de tapis. Имаме ли 6 столчиња? Така, немаме, не гледаме ни столчиња, значи ќе одговориме. Dans la chambre, il n'y a pas de chaise. Доколку би ја прочитале целата вежба, таа би гласила вака. Dans la chambre, il y a des fenêtres, il y a une armoire, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de chaise. Се надевам дека ви беше јасно на денесниот час. Ви благодарам за вниманието. Restez chez vous et apprenez le français. Au revoir!